Новиот закон за локална самоуправа ќе биде прифатлив за поголемиот дел од партиите и ќе биде во служба на сите граѓани. На него работат експерти и голем дел од граѓанскиот сектор, објаснува министерот за локална самоуправа Перински. Од повикувањето од функцијата градоначалник и враќањето на моќта во рацете на граѓаните, како и воведување на комунална полиција се главните измени што се очекуваат. Ние предвидуваме со процесот, со предлог измените да завршиме некаде до 30 март и веднаш потоа да влезат во собраниска процедура. Нормално прво на владина седница треба да се усвојат, а потоа да влезат и во владина процедура. Некаде после 30 март веќе ќе биде оперативен законот во насока на предлог измени да се валидизираат од релевантните институции, така да ја очекувам некаде до летото да се заврши целиот процес. Председателот на ЗЕЛС и градоначалник на Кисела Вода Орце Ѓоргиевски пред година и пол побарал законски измени со кои ќе се утврди одговорност кај градоначалниците за нивната работа. Она што ние од самиот почеток го побаравме, а гледаме дека и најде на најголем интерес на целата јавност е од повикувањето на градоначалник. Можноста, како што споменав, повторно суверено да има моќта и да го разреши оној кој што го гласа и го назначува, односно градоначалникот, кој што патеме и единствен функционер во моментов во државата кој што не може да биде отповикан. Новиот закон ќе стави ред во урбаниот хаос, категоричен е градоначалникот на една од најголемите општини во Македонија. Јас како градоначалник на најголемата општина во државата веќе на седницата на ЗЕЛС излегов со мои конкретни предлози во делот на можност за воведување на функцијата поранешен која што беше на сила, тоа е градски архитект, за да може да се стави некој ред во урбаниот и градежниот хаос во општините. Александар Спасеновски рече дека со новите измени се воведува правна база за натамошни практични решенија и порачува од сите партии треба да се согласат со ново законско решение. Кога станува збор за делот поврзан со комуналната полиција, важно е да истакнеме дека во овој закон, во законот за локалната самоуправа, ние воведуваме правна можност за воведување на комунална полиција која што ќе биде регулирана со друго законско решение. Значи сега ние создаваме база за во иднина законски да се регулира оваа материја. Ова е четврт консултативен настан за измените на законот за локална самоуправа. Учествуваа поголемиот дел од градоначалниците од Скопскиот и Североисточниот плански регион, повеќе професори и експерти, како и представници од УНДП и невладини организации. Дебати веќе се одржаа во Битола, Штип и Гостивар.